На 8 март, мојата ќерка Надица и го подари последниот подарок на својата мајка. Мал гест, но исполнет со љубов, што само едно дете знае да даде. Нејзино последно те сакам, преточено во дело. Во тој миг бевме срекни, како вистинско семејство. Разговаравме, се смеевме, си ги гледавме лицата со радост и надеж. Зборувавме за нашиот најсреќен ден, 28 декември, денот кога мојата прва рожба требаше да наполни 18 години. Зборувавме за музиката, што таа ќе ја избере, за диџејот, што ќе ја крене салата на нозе, за фуштанот што ќе го носи, за тоа што толку ќе биде убава и горда, за торта што ќе биде голема колку низините соништа. Тоа беше живот што го очекувавме, но на 16 март се згасна. Светлината се претвори во мрак. Нашиот дом се исполни со тишина што боли повеќе од секој крик. Ја изгубивме нашата Надица. Ја изгубивме првата рожба, првата радост, дете што ни го осмислуваше животот. Од тој ден јас повеќе не живеам како порано. Јас обстојувам. Единствена моја молба до Господ е да ми даде сила и живот да го дочекам денот кога ќе се избориме за правдата. Ќе се борам се додека тој ден не дојде. И кога ќе дојде, ќе отидам на низиниот гроб, ќе клекнам и ќе кажам: "Ќерко, како татко, ти се одолжив. Те молам, прости ми што не те послушав кога зборуваше да си селим од оваа држава. Како да знаеше дека нешто страшно ќе се случи. До последниот здив ќе ја носам твојата болка. Татковата љубов не умира, таа се претвора во борба.